потребно за старт, за да можам да одработам платата. Почитување на функцијата која ја извршувам. Немаш право да покажеш и тоа не може да направиш. Имам. Добро, дајте само Можете да сте саркастични колку што Дајте сакате. уште една минута реклами, а потоа да ги завршиме. Ајде, нека остане. Па тоа прашате го заев. Чека сега. Патот до пеколот е поплачен со добри намери. Прочистување на избирачкиот список. Уште не ќе го чистиме. Значи, ако расчистивме, а не расчистивме очигледно, тоа ќе биде некаде околу 9 часот, значи за 2-3 минути. Во времето на Бранко Црвенковски. Немојте така. Онтолошки тие се тука. Најкратко кој е Таму ама до пола книга се одбележали. Нема да читаме цел. Па ме молам режија. Добро вечер во Аргументи, почитувани гледачи. Денешната тема беше договорена и ќе разговараме за најавената посета на посредникот во македонско-грчкиот спор околу името Метио Нимиц, кој наскоро доаѓа и релативно долго ќе се задржи во Македонија, потоа оди во Грција. Дали носи нов пакет или доаѓа повторно да види каква е состојбата и расположението во новата македонска влада, останува да се чекаме да видиме. Значи, ќе расправаме на овие меѓународни активности на владата, но пред се, дневната политика ни наметнува збор 2, да кажеме, на почетокот на оваа емисија за денешната пресконференција на специјалното јавно обвинителство. Мои вечерашни гости се два универзитетски професори, господинот Жидас Даскаловски, добро вечер, и господинот Оливер Андонов, добро вечер за мајцата. Господин Андонов, од некој безбедностно-политички аспект, оваа пресконференција на специјалното јавно обвинителство, во кое што се покренати 17 обвиненија за 18 случаи, побарувања за притворање на високи функционери на ВМРО ДПМН, како ја оценувате од политички и од безбедносен аспект, на некој начин натрешно политички? Добро вечер, ви благодарам на поканата после подолго време повторно во Аргументи. Како и секогаш што сме разговарале со бистар ум, со отворено срце, ова што денеска се случи е преседан во светски рамки. Мислам, ние како држава се навикнавме на постојани преседани, така да ова веројатно кај нас и помалку чудно поминува отколку ако некој од страна сето тоа го гледа, но ако ме прашувате од аспект на безбедносните загрозувања, односно од аспект на политичките влијанија и во безбедноста, и воопшто во политиката. Политиката има свој дел во она и теориска, и, односно теориска, научна и прагматична приказка која се нарекува врамување на безбедноста како политичка безбедност, нели? Ова е исклучително опасна игра на специјалното јавно обвинителство, која и не е нешто ново и не е од вчера, бидејќи јас се можам да се насочам кон едно контрапрашање насочено пред се кон специјалното јавно обвинителство, доколку сакаа да откријат, а мораше тоа да го сакаат и да го направат, кој прислушувал, за чии потреби и за чии цели, требаше да го тераат обвинението Пуч за Заев до крај. Тогаш ќе беа работите многу јасни и потоа ќе можевме да утврдиме оние монтирани, сечени, лепени или не знам какви материјали, невистините, полувистините или какви да се, дали во нив постои елементи на сторено кривично дело и кој и зошто ги монтирал, за чии цели и со која намера. Вака дојдовме до крајната намера, а тоа е уништување пред се на системот во Република Македонија, како политички систем зборувам, бидејќи се уништува една од политичките партии, тоа е отворен атак врз уништување на една од политичките партии, дел од новинарството, дел од судството, граѓани се опфатени во тие обвиненија. Така што ова е всушност почеток на владење на режим. Сега допрва граѓаните ќе имаат шанса да видат како изгледа режим да владее, кој во свој раце сака да превземе буквално се и за тоа буквално да обвинува колективно, бидејќи овде нити по правото, нити по етиката, нити пак по политиката нема поединечна одговорност на некого, ова е буквално колективна одговорност. Колку ќе бидат издржани обвиненијата, ќе видиме да колку судовите ќе бидат пристрасни, односно непристрасни, односно колку ќе бидат под притисок и колку се веќе ставени под притисок. И сето тоа на крај ќе има директно влијание врз
политичката состојба во државата, што може да продуцира и безбедносни импликации. Ова не се однесува на некој закани, бидејќи знам дека вообичајно може така да ме разберат сега, професорот се обидува да се заканува во контекст на некои работи, но се однесува на буквално политичко загрозување на државата. Ние многу добро се сеќаваме на некои ситуации од поранешното време, кога СДСМ преземаше акции против поединечни обвинувања на некои луѓе за кои се докажуваше дека сториле кривично дело. И повторно ќе кажам дека се работи за класична политичка борба против раководството на ВМРО-ДПМН, што насочува и кон тоа дека обвиненијата за Заев поминуваат туку така, дури и оние кои се еклатантно видливи по однос на корупција. Господин Даскаловски, ова влада при доаѓањето на власт, како да целата програма ја втемелува на два колосека, внатрешен и надворешен, да речем, да ги трнем економските аспекти кои може би влегуваат во внатрешно политичките економски мерки и надворешни. Во рамки на надворешните се таа меѓународна активност што ја направија и доаѓањето на Нимиц, веројатно ќе стаат уште некои други. Од внатрешно политички план се реформите на судството, на обвинителството и други мерки кои што ги најавија. Предпоставувам дека ова денеска или очекувано беше последниот рок со кој што СЕЈО требаше да издаде со обвиненија, конечно го запазија рокот. Некои ги фалат, некои ги кудат, се разбира, имаше пресконференција од ВМРО-ДПМН, директно обвинија дека тоа е атак врз ВМРО-ДПМН, да речем врз државата и така натаму. Пошироко гледано, значи со кои предизвици се соочува на почетокот оваа влада и каква перспектива има дека ќе може паралелно да тера тешки процеси за кои што се обврза реформите на ПРИБЕ, меѓународно признавање, членство во НАТО, потпишување на преговори за ЕУ и така натаму, да не ги бројам сите. Па вака сега, значи дали ја оценуваме оваа влада, минатата влада или идна некоја влада, треба да во Македонија генерално земено треба да оценуваме 4 параметри на квалитет на владење на владата. Едниот е како таа влада се справува со развојот, економијата и развојот. Вториот е, точно убаво вие рековте, како владата се справува со меѓународните односи, односно нашите зацртани долго време стратешки цели, евроатлантски интеграции, подобрување на односите со соседите. Трета некоја работа што е битна за оценка на оваа влада или било која друга влада е развојот на демократијата и демократизацијата. Четвртата, тоа е особеност за земји како Македонија, каде што има доста ривалство меѓу мнозинството и малцинството, меѓу две големи етнички групи, македонци и албанци да речеме, е точно тоа какви се тие односи на политичко ниво, ако сакате, и на ниво на граѓани и индивидуи. Значи, овие се 4 параметри по кои што треба да оцениме владата на СДСМ и на Заев. И сега ние имаме краток период да коментираме, меѓутоа можеме да дадеме некои генерални напомени. Мислам дека оваа влада во однос на прашањето за меѓуетнички односи се уште е нејасно што ќе се случи. Имаше поддршка и самата СДСМ, околу 38 до 40.000 албански гласачи за СДСМ гласа на парламентарните избори. Ете во коалиција со две етничко албански партии, така условно земено. Се наговестуваат разни закони, не можеме да зборуваме за идните закони што ќе се донесат. Значи, тука се уште не е јасна ситуацијата. Можно е да се случи поголема хармонија и стабилизирање на односите, можно е да се случи и порадикални односи меѓу заедниците, условно земено. Во однос на меѓународната положба на Македонија и тие евроатлантски интеграции, видовме обиди за нормализирање на односите со Бугарија. Видовме дека тоа е направено со доста голема помпезност и употреба на односи со јавност. Видовме дека има некои ветувања за заедничко славење на Илинден, за соработка и така натаму, и договор за добрососедство. Сега клучот за она што нас не тангира како македонци, да речеме, е токму тој договор за добрососедство и како тој ќе биде структуриран и позициониран. Без разлика што мислиме ние, имаме долготрајно историски земено оспорување од Бугарија на македонската историја и посебност на идентитетот и јазикот.
Доколку се најде некој начин тоа да се избегне и се постигне еден современ договор кој што нема да биде на штета на Македонија, ние ќе бидеме во полза затоа што ќе ги нормализираме односите, а и во исто време ќе добиеме партнер кој што ќе поддржува, барем така декларативно сега и премиерот Борисов го истакнува дека Бугарија ќе поддржува Македонија во понатамошни евроинтеграции. Треба да видиме што ќе се случи. Она што е исто видливо е дека има доста поддршка од меѓународниот фактор кон оваа влада. Одредени земји, одредени амбасадори. Дали е таа поддршка која што ние треба да ја сватиме сериозно е друго прашање. Меѓутоа, она што е барем вака во јавност видливо е дека има некаква поддршка, но треба да се знае и тоа треба да го знае владата на СДСМ, дека секоја земја си има своји интереси и таа влада треба да си ги брани своите интереси. Значи, било каква поддршка, било какво партнерство што се нуди на Македонија, треба да се размислува низ призмата на интересите на Македонија. Тука останува прашањето со евроатлантските интеграции кои што се блокирани најмногу заради Грција и мислам дека на некој начин имаше доста оптимизам кој што беше, пака да кажам, не многу втемелен на фактите. Оптимизам дека Грција ќе може да на некој начин попушти во своите позиции. И тоа веќе доста директно и јасно го кажа грчките политичари и од власта и од опозицијата, па дури од радикалната десница, дека нивните ставови се на некој начин фиксни и нема никаква промена во однос на тоа, па макар и Македонија се обидела со она Хашка спогодба и со пресудата на меѓународниот суд во Хаг и со некаква формула дека под таа референца Обединените нации би можеле да бидеме примени во НАТО. Значи тоа не ми изгледа остварливо според она што го гледаме во јавноста. Сега тука е прашањето на Нимис, мислам дека подоцна и ќе го потегнеме во подлабока некоја форма, но во секој случај гледаме дека има некој оптимизам. Се надевам дека тој ќе биде и остварен реално и не е лажен. Не е некој оптимизам кој што ќе ги сруши потоа амбициите како кула од карти и на оваа влада и на граѓаните. Во однос на точката економски развој, се уште се доста нејасни политиките кои што ги спроведува СДСМ. Има наговестување за промена, например, на даночна политика, има наговестување за промена во однос на тоа што е политика кон странските инвестиции. Не може уште да се каже нешто конкретно, бидејќи се тоа најави, но во секој случај треба да внимаваме, бидејќи она што било поставено како столб, кое што, да речеме, функционирало и дури Македонија била на некој начин гледана од страна соседите љубоморно во однос на тој успех на прибирање на инвестиции од страна на бившата влада на ВМРО, ДПМН и ДУИ. Мислам дека тоа не треба да се разрушува и туку треба да се гради понатаму врз таа основа, значи без разлика на која партија е на власт, не смееме да се дозволиме ние да рушиме мостови, туку напротив да градиме понатаму врз една солидна база која што ни останува. Во однос на демократијата и демократските процеси, гледаме дека и тука има некоја меѓународна поддршка, дојде и тој господинот Прибе, има обиди за реформи кои што би требало по мене најдобро и најцелисходно да се реформи кои што ќе се градат врз соработка на власта и опозицијата, посебно што власта де факто има многу тенко мнозинство во парламентот, значи тука е најдобро да имаме градење на консензус, например, сте рекле дека сакате реформа на судството во ред, но таа реформа не може да биде еднопартиска, односно реформа протуркана само од власта. Таа реформа мора, ако се согласиме, да биде најдобро во еден широк спектар на политички поддржувачи и од власта и од опозицијата. Видовме некои мерки што вака изгледаат популистички од СДСМ во рамките на ова што го зборувам за демократизацијата, значи веднаш се укина екстерното образование. Знаете како за оние што се разбираат во креирањето на јавни политики, сигурно дека пред да се донесе било каква мерка или да се укине некоја друга, треба да ги видите резултатите. Значи, Македонија долго време спроведува проценка на влијанието на регулативите, проценка на влијанието на законите. Треба да се излезе во јавност, да се каже, сметаме
Не заради нашата партиска програма дека тоа е нешто добро или лошо, туку заради тоа што експертите во рамките на министерствата и независната јавност, академската јавност и така натаму процениле дека одредена политика е лоша или добра. Впрочем и председателот на СДСМ Заев рече дека имам доста дебати. Значи првите потези не изгледа многу добро од тој аспект. Значи се надевам дека тоа ќе се поправи, дека ќе има и повеќе дебати и повеќе анализи на тоа која политика и кој закон е добар, а кој е лош. Во ред, ако некој закон не функционира, да се дадат аргументи зошто и да се промени. Никој тоа не го спори и мислам дека биде дури добро. Секоја влада гради врз темелите на поранешната и одине напред. Тоа би биле тие генерални некои коментари за моменталната состојба и се надам дека понатаму ќе имаме прилика за сите од тие теми да дискутираме. Јас сакам, внимателно го слушав колегата Даскаловски, само сакам да надополнам некои работи. Сметам дека во основата го опфати онаа што е интерес на секоја влада што треба да биде и добро е тоа, но во политичката прагма немаме такво искуство барем за овие 30 на дена. Вие тргнавте од едно прашање во врска со Нимиц, значи прашањето какво е расположението на новата влада за името. Имам некој чувство дека расположението да го продадеме конјот што побргу за да можеме да покажеме резултат, бидејќи СДСМ мора да испорача некои резултати пред менторите. Затоа и ги доведоа на власт. И тоа е политички факт, дека тие се доведени на власт со помош на уривање на законите, пред се на прво место политички инженеринг, односно изборен инженеринг, уривање на законите, узурпација на работата на парламентот, преку узурпаторска политика донесени на власт. Јас како универзитетски професор, како Оливер Андонов, имам свој став по тоа прашање, можам јавно да го кажам. Не ми значи дали опозицијата или позицијата ќе ми најдат забелешки, тоа е нивна работа политичка да бараат забелешки во ставот на мене како професор, но сметам дека тоа е еден од елементите кои загрозуваат националната безбедност и го загрозуваат политичкиот и правниот систем во државата, бидејќи се дојде до поставување на председател на парламент и избор на влада по узурпаторски метод. И кога јас би се прашувал, сите тие еден ден мора да одговараат пред лицето на правдата, бидејќи тоа го сторија на таков начин на како што го сторија. И тука ќе се огледа во иднина стабилност и цврстината на државата и владењето на правото, за кое нели толку многу се залага оваа влада на СДС и тргна во таа приказка дека ќе прават реформи и така натаму, а дојдоа на власт со уривање на правото и на регулативите во Република Македонија. Се согласувам со колегата дека ги чекаат тешки процеси, за кои се пофалија и многу оптимистички тргнаа во таа работа, а веќе добија еден црвен картон, така да кажам, буквално од Грција. Она што сите го знаевме, дали се обидува да не пренесат жедни преку вода, да не изманипулираат како граѓани, како научна јавност, како интелектуална група луѓе, да кажеме, како граѓани на Македонија, пред се како македонци, како албанци, турци, сите граѓани во Македонија да не превеслаат со една ефтина приказна, со еден памфлет дека тоа е веќе како решена работа, ќе оди министерот за надворешни работи, нели, Димитров во Грција и сето тоа ќе го речи и со Козијас, и со Ципрас, и со не знам кој се таму. Всушност доби конзистентен одговор од грците кои го слушаме толку долго време. И се согласувам со Жидес во потполност во тој дел. Да сакаше Грција да дозволи Македонија да влезе во НАТО под референцата, ние тоа ќе го имавме 2008 година, бидејќи тогаш и администрацијата на Буш се залагаше за таа работа. Во основа, онаа поддршка која ја добиваме од странските држави и амбасади, оди во овој момент само на нивна рака. Тоа е мојата проценка, бидејќи тие имаат интерес и пред се работи за поддршка од држави од Европската Унија и САД,
која даваат на владата, не ја даваат на Македонија, ја даваат на владата на СДС за да дојдат во ситуација да ги реализираат собствените интереси. А собствениот интерес е блокирањето на влезот на Русија според Руската национална стратегија од 2008 година за истиснување на НАТО од Балканот и преземање на геополитичката стратегија, геополитичката доминација на Балканот. Во таа приказна очигледно е дека и тие кои стојат позади Заев разбрале и ја осознале реалноста дека Македонија без промена на името нема да влезе во НАТО. И затоа се води целата оваа приказка, нели, треба да се смени името, а за да се смени името, за да се успее тоа без отпор кај граѓаните на Македонија, треба да се креираат други приказни. Од тој аспект сметам дека се загрозени националните интереси на Македонија и владата во моментов работи како под работен налог. Денеска добијат работен налог, сега за рок од толку треба ова да сработите. Тука доаѓаат и реформите со меѓународната поддршка. Приве даде што имаше да даде како забелешки, тогаш кога даде, имаше нешто, мислам, и расправија во расправа некоја имаше во парламентот, уште минатиот состав расправаше по тоа. Во една од комисиите, мислам дека како експерт учествував во една од расправите и ги кажав моите ставови тогаш. Има работи кои Прибе добро ги кажа и ги насочи во една насока, но има работи кои државата не смее да дозволи да одат по слободен тек, бидејќи секоја држава контролира некои процеси во неја, односно особено кога се работи за безбедносните служби. Ке го земам примерот за Ван Хојте. Човекот сега стана експерт за медиуми, нели? Се појави поново. Тоа е една од тие така наречени помоши од меѓународната заедница и ако се вратиме на оној дел што го спомна Жидас, економскиот дел кој најмногу ги интересира граѓаните на Република Македонија, за 30 дена не видовме ни една мерка која влегува во законска процедура, односно донесување на закон за измени, подобрување на економската состојба, вклучително и нели просечни плати, зголемување на плати и се она што го ветува. Видовме само празни ветувања за дебати, а не отворивме дебата ниту за прашањата кои се отворија во Бугарија по последната средба со Борисов. Ние знаеме дека по прашање на договорот со Бугарија, десетина години се водат долги и макотрпни преговори. Ќе отвориме посебно, ако може тука, ако имате уште нешто. Дворец, еве, ајде да застанеме, штом тоа ќе го отвориме дополнително. Тоа што предлагам вака да погледнеме два прилога. Едниот е на колешката Вики Стојменова, околу најавата за доаѓањето на Нимиц, бидејќи ќе, мислам, во вториот дел да проговориме околу таа тема. А потоа, ајде прво да погледнеме овој прилог, а потоа и изјавата на професорот Десковски, кој беше во вестите на ТВ Нова. Медијаторот во спорот за името меѓу Македонија и Грција Метју Нимиц со повеќедневна агенда ќе допатува во двете земји во нов обид за приближување на ставовите на двете страни околу проблемот што јужниот сосед го има со нашето уставно име. Од канцеларијата на портпаролот на генералниот секретар на Обединетите нации и официјално потврдија дека на покана на македонската влада Нимиц во Скопје ќе престојува од 1 до 4 јули, а веднаш потоа ќе одговори и на поканата од грчките власти и ќе замине за Атина. Целта на средбите, посочуваат од канцеларијата на портпаролот на Гутереш, ќе биде нов обид за постигнување напредок во разговорите за изнаоѓање заедничко прифатливо решение за прашањето за името со посредство на Обединетите нации. Познавачите што долги години го следат овој спор сметаат дека Нимиц прво доаѓа во Скопје за да даде одредени рамки за можно решение и потоа во Атина да ги пренесе сигналите за тоа што тој смета дека е прифатливо за македонските власти. Некои грчки медиуми пишуваат дека предлогот Вардарска Македонија е прифатлив за официјална Атина. Поранешниот шеф на македонската дипломатија Антонио Милошовски истакнува дека еден од главните аргументи во разговорите за македонската страна е пресудата од Меѓународниот суд на правдата во Хаг од 2011 година дека Грција ја прекршила времената спогодба. Предупредува на барањето на Атина промената на името да се одрази и на дефинирањето на македонскиот јазик, идентитет и националност и новото име да се користи во целокупната употреба ерга омнес. Македонија во тој случај, доколку прифати такво нешто, ќе треба да се откаже од 138-те земји во светот кои што нашата држава имаат признано под уставното име. И затоа сметам дека Македонија треба да има цврсти ставови по ова прашање
и ентузијазмот дека нешто во Атина многу брзо ќе се смени или дека некој многу брзо ќе ги шармира, мислам дека треба да биде заменет со еден реализам дека во Атина имаме една политичка елита која што има национален консензус, тоа што на Република Македонија и не достига 27 години. Ова е прва посета во земјава на посредникот Нимиц по цели 3 години. Неодамна преку едно интервју Нимиц порача на македонската влада разговорите за името да ги стави високо на агендата. Теренот за неговата посета го подготвија и Скопје и Атина преку средбите што министерот Никола Димитров ги имаше со неговиот грчки колега Коцijas, со претседателот Павлопулос, но и со грчката опозиција. И покрај надежите од македонската страна за влез на земјата во НАТО под референцата поранешна Југословенска република Македонија и паралелно решавање на прашањето за името, грците со консензус по тоа прашање, прво решение, потоа членство. Несумнено прашањата се тешки, но има различни видувања како може да се постигне напредок. Професорот Тони Десковски беше гостин во вестите од 17 часот и тој говореше за пресудата од Хаг, која може да биде повторна алатка за водење на оваа долга битка во спорот со Грција, но и за интересот на западните сили за Македонија што поскоро стане членка на НАТО. Мислам дека Грција не е спремна за решавање на спорот за името и дека само глуми дека е спремна за решавање на спорот за името. Поверојатната опција, меѓутоа, за тоа да се случи, потребно е Македонија да го изигра тангото до крај и конечно да ги отвори своите позиции. Ние цело време бегаме од дебата со Грција околу идентитетските прашања и се обидуваме да се зацкриеме. Значи го очекувам премиерот, министерот за надворешни работи, јасно да го декларираат ова, дека регионот Македонија е географски регион во кој што се наоѓа нашата држава и нашата држава не претендира на ниту еден начин на другите делови од тој регион. Соединетите држави, НАТО сојузниците, тие имаат потреба Република Македонија да биде интегрирана првенствено во НАТО. Првенствено во НАТО. Зошто? Заради состојбата со Русија и конфликтот со Русија. Република Македонија има една среќна околност со која што можеше до сега да профитира многу, а тоа е да биде првиот бедем против спрема Грција за одбрана од напливот на бегалци. Немојте да заборавите дека Грција одби да го постави тој бедем во бегалската криза, па со помош на европските сојузници бедемот беше поставен на нашата граница спрема Грција. Господин Даскаловски, рековме доаѓа Нимиц по подолго време. Овие процеси као да беа малку замрзнати, иако во меѓувреме минатата влада градеше мерки на доверба и имаше интензивни контакти со раководството на Грција. Тоа не го реши прашањето на името, не веруват во дипломатијата секогаш е добро да се има добри непосредни контакти. Веројатно новата влада продолжува на таа база да има средби, подобро да се разговара, да што да не се преговара. Но самото доаѓање на Нимиц, кој дури ми се чини беше најавено многу поодамна, еве сега се реализира. Што ново може да донесе Нимиц или доаѓа во извидница? Па, видете сега, самиот факт што ќе седи од 1 до 4 јули во Македонија индицира дека тој ќе има широк диапазон на средби со голем број начинители. Имаме нова ситуација, нова влада во Македонија и реално земено се опипува пулсот и мислам дека Нимиц ќе се обиде да најде начин да добие некои нови идеи како би се решил овој спор. Кога велиме се реши овој спор, велиме она што е прифатливо за Грција. За жал, ние ако продолжиме да преговараме во овој формат, ние нема да можеме да постигнеме ништо повеќе од некој решение во кое што даде момент Грција ќе го одобри, а ние преку референдум ќе го прифатиме или не. Нам проблемот не е тој што ни се случи неправда кога влегавме во Обединетите нации. И таа неправда не е само символичка, туку и правна. Немаме полн легитимитет да се нарекуваме она што се нарекуваме. Ни се обраќаат со таа привремена референца и на некој начин сме принудени да разговараме околу разликите во името.
До сега ни една влада не ја потегна иницијативата да го реши проблемот во Обединетите нации. Или со прогласување на крај на разговорите, бидејќи тие се непродуктивни, или со поднесување на декларација од Генерално собрание За промена на име, така. за едноставно да се истакне дека разговорите не дадоа плод, ние ќе се нарекуваме сега Република Македонија. Или преку покренување на постапка во Меѓународниот суд во Хаг да се провери чисто неправдата која што не се случи од правен аспект. Значи, вие не сте еднаква членка на Обединетите нации, се додека вам ви се обраќаат по таа референца и имате обврска на некој начин зададен од Советот на безбедност да разговарате околу разликите. Сега Грција е членка на ЕУ, членка на НАТО, има од тој аспект многу подобра позиција од нас. Вие дури и во Букуреш, кога ние сите коментираме дека било вето, таму немаше вето. Таму имаше консензус на членките дека за таа земја нема да има прием и ние, односно минатата влада, успеа да извојува дипломатска победа во Хаг, да докаже дека на некој начин Грција таму сгрешила, да докаже дека Грција ја прекршила спогодбата, но од тоа ништо фајде не видовме, бидејќи меѓународната заедница, НАТО како елитен клуб и ЕУ рекоа дека тоа не е битно. Битно е да има консензус во НАТО и ЕУ. Значи се враќаме на позициите кои што ги објасни на почетокот. Нашите се многу послаби, грчките се многу подобри. Ако досега ВМРО ДПМН не наоѓаше храброст да оди со некакви компромисни имиња, не ми доаѓа да се консултира со Заев, со СДСМ, дали се тие храбри за таков чекор, кој што за мене како македонец е погубен. Но тоа е политика. Ќе видиме како ќе решат политичарите. Но од почетокот ова за што вие говорите заедничко прифатливо решение, таа е синтагмата што сите влади влегува со таа синтагма дека ќе се бара заедничко прифатливо решение, притиснати сите дека не можат едноставно да излезат од преговорите, бидејќи ќе бидат во дипломатски речник прогласени за некооперативни, што е многу важно, бидејќи ние не преговараме со Грција тет-а-тет, туку преку некој посредник и тој треба таму каде што се одлучува да не прикаже кои се добрите, кои се. Видете, 3 земји членки на Совет на безбедност не признаваат под Република Македонија. 130 земји не признаваат како Република Македонија. Јас мислам дека можеме да активираме дипломатијата во насока да се избориме за легитимното наше име во Обединетите нации. И тоа ќе биде прв некој чекор, нема да биде крајот. Бидејќи сепак Грција ќе има право на вето и блокада во ЕУ и во НАТО, но ќе трнеме од други позиции потоа во разговори, преговори како да се реши прашањето. Затоа што во моментов ние тргаме од референцата ФИРОМ, БЈРМ или како сакате, и се надеваме дека ќе доброволиме Грција да прифати некој разумно решение кое што подоцна народот на референдум ќе го прифати. Значи дојдовме до таа некоја апсурдна ситуација да се надеваме за успех каде што тешко веројатно ќе се постигне таков некој успех во смисол дека нема да се загрози историјата и идентитетот на македонецот. Андонов Даскаловски, ако се вели дека ова што го рековте вие, секој има свој интерес и вие дека треба Македонија да внимава на своите интереси, ако сегашната влада мисли дека има добра поддршка, дека има добри вибрации од меѓународниот фактор и дека не унилатерално не влегува во таа игра, дека ќе биде брзо примена под референцата во НАТО, веројатно добила некој гаранција од некого, кој што гарантира дека тој консензус што беше во Букуреш дека веќе нема да постои. Дали тоа можно? Прво сметам дека тоа не е можно затоа што го добил ладниот туш повратно од Атина. Од Грција да, но дали од... Затоа што Атина може да ги употреби инструментите, механизмите и на НАТО и на Европската унија според Лисабонскиот договор, каде што јасно е, ако една од државите членки смета дека со некоја постапка на НАТО или на Европската унија и се загрозуваат националните интереси, не мора да објаснува зошто го смета тоа, може едноставно да го блокира со вето. И тоа секогаш ни виси над глава, едноставно да кажат, неќам да објаснувам, сметам дека ми се загрозуваат националните интереси. Како што стои и во однос на надворешните операции на Европската унија и на НАТО, да некој од државите членки каже, јас во ова не сакам да учествувам, без мене се иземам од таа работа. И тоа е тој дел што Грција го има како моќ во однос на преговорите со Македонија. Да беше друга приказката, ќе имавме сосема и други
односи и многу другачие ќе се одвива работите. Ќе се согласам со Жидос дека нашиот недостаток и последиците со прифаќањето на ФИРОМ како влез за 2 месеци во Обединети нации ги чувствуваме и ден денес, и тоа повторно оди на душа на политиката на тогашната СДС, која водеше такви меѓународни политики и таква позиција избрана Македонија. И сметам дека преговорите преку посредник кои ги водиме со Грција се крајно прагматични за Грција, за нас не. Нас не одговараат директни преговори и мислам дека кон тоа се обиде едно време и Груевски да настапи така, како се сеќавам имаше со Самарас, ако не се лажам, некои средби во Преспа регионот се обиде директно да воспостави контакт, но очигледно е дека грчката позиција и стратегија по однос на сопствената заштита е да избегнува било какви директни контакти со Македонија и тие да бидат и по однос на мерките за доверба на најниско можно ниво, бидејќи на таков начин, ако не прифатат како рамноправни преговарачи, тогаш партнери, тогаш ќе биде сосема друга приказката, а вака може да малку го вулгаризирам тоа во искажувањето и да го кажам дека не сметаат како привремено име, привремена територија. Затоа може и подобро со посредник, со леснувач, со нешто во директно. Не се работи. Значи, прво мора да го искоригирам тоа. Знаете како Љубише? Прво, ние немаме разлики во името со ништо. Тоа е еуфеминизам кој се употребува за да луѓето така мислат, еве ние нешто со грците имаме разлика. Не, ние имаме суштински проблем со грците. А тоа е идентитетски проблем. Значи, тие сакаат да ни го укинат идентитетот и затоа и бегаат од приказката со директни разговори. Бидејќи ако воспоставиме директни разговори без посредник, тие колку, еве да наброиме колку имало преговори во тројка со посредникот. Помеѓу Македонија, Грција и посредникот. Туку како се одвиват преговорите? Нашата приказка, па ја слуша нивната приказка, па се враќа кај нас, па се враќа кај нив. Значи, многу ретко се случувало да се сретне тројкава за размена на работа. Доколку се сретнеме тет-а-тет, тогаш можеме да зборуваме и за прашањата кои нив најмногу ги загрижуваат. А во основа, лично сметам дека, проучувајќи го пристапот кон проблемот со Грција, односно тоа е конфликт со длабоки корени, тоа не е разлики во име, ние можеме да се трудиме колку сакаме да зборуваме со еуфеминизми, како што е еуфеминизам и Западен Балкан, нели? И за тоа некогаш зборував. Сметам дека основниот проблем кај грците е стравот од онаа што мора да го признаат пред историјата и пред меѓународната јавност. Дека имаат извршено геноцид врз македонското население или словенското население, како што тие љубат да го нарекуваат, во периодот на Балканските војни, во периодот помеѓу двете светски војни, во периодот на граѓанската војна во Грција и дека еден поприличен број на македонци кои се расселени низ светото таму утре може да се вратат со решавање на било каков спор и влегување на Македонија во НАТО и Европската Унија, тие луѓе ќе се вратат, а приватната собственост е приватна собственост. Ќе се вратат назад и ќе си побараат и политички права, и приватна собственост, а тоа е оттугено, тоа е развлечено, национализирано од државата, утре некој ќе треба да го врати. Андоно, вие велите дека ќе се соочиме повторно со некакво вето од Грција при обидот. Значи, но и обајце да ве прашам и вас и Жидас Даскаловски. Има една вест, ја не знам дали дескот ја подготви, но ќе ја прераскажам. Има Меѓународниот суд во Хаг донесе пресуда во корист на Словенија во спорот Хрватска-Словенија. Арбитража. Тоа беше арбитража. Не, сакам да кажам нешто друго. Тоа беше арбитража, но судот одлучи како за Македонија, дека Хрватска треба да ја почитува одлуката на арбитражната комисија. И на судот во Хаг. Така, и тоа се спроведе во дело. Зошто е политички процесот, впрочем, само на оваа тема е. Значи, зошто е политички процесот и зошто Грција инсистира на политички процес? Затоа што правно е неодржливо ние да бидеме примени во Обединетите нации код референцијата. Значи, ним не им одговара правна арбитража, правна разрешница. Во никој случај. Затоа е тие добија пресудата од как и не ја почитуваат. Добро. Ма тоа е право на меѓународна сила. Значи, они се чувствуваат силни и не ја почитуваат.
таа пресуда е само првиот чекор што Македонија и тогаш многу храбро се одважи да го направи и покрај тоа И успешно го направи. сите од меѓународната заедница беа против таа тужба да се покрене. Храбро го направи. Са следниот чекор е ова што ви кажав на почеток во Обединените нации. Декларација во Обединените нации. А вие ако сега сте на позиција на која што е Заев и Димитров, знаејќи ги, например, ставовите на СДСМ за историјата и за словенските корени на Македонија како база на кој што се гради македонскиот идентитет, може да преговарате во врска со тој аспект. Значи, каде е проблематиката? Во Грција историјата го вметнува регионот Македонија во нивниот мит за настанок на грчката нација. Што нема врска со современата грчка нација? Сега да не дискутираме детали од тој тип, меѓутоа Добро, Жида се постучен во тој дел како политички нациите постанувале и се менувале, така да многу е јасно работата како се секоја одвива. нација на некој начин е мит, бидејќи далеко од реалноста се тие приказни кои што ги кажуваат тие што сакаат да го наметнат таа идеја и во Бугарија и во Рома, секаде така. Меѓутоа, тоа е факт. Сега, нината историја, тој регион Македонија, Маседонија на англиски е регион кој што тие го восприемаат како свој. И тие тешко веројатно ќе се откажат од античкиот период во односите кон нас. Ако, например, имате иновативен пристап од оваа нова влада, тие може да кажат, видите, ние сме подготвени да подпишеме декларација дека го почитуваме вашиот став, дека античка Македонија е грчко наследство. Ние сме од словенско потекло и така натаму, меѓутоа дајте ни да се викаме Република Македонија или пак на некој начин. А тоа се вели ослободување од стравовите дека нешто узурпираме, тој контекст. Значи, сега имате различни гарнитури на власт. Ова сега можеби ќе има некои по-иновативни идеи кои што Нимиц ќе ги слушне, па ќе ги пренесе, па ќе се договара и преговара. Сакам да кажам дека тука е по-широко прашањето, не е само името, тука е историскиот пристап. Комерцијални, правни се работите, значи ова имотите приватни, што се останати. Не, имотите, сакам да кажам, вино ако произведете во Македонија моментално, под кое име може да се извезува во ЕУ, во Грција и така натаму. Ако произведете вино во тој таму регион што е Егејска Македонија, односно Грчка Македонија, како што тие го викаат, или северни области до пред 20 на година. Под кое име се нарекува? Значи има многу финеси за кои што треба да се внимава. Сега на пример ние во меѓународна констелација да се викаме Republic of Македонија. Со нашето име, како што си го викаме ние тука. Индицира словенски корени. Грција останува со својата Маседонија, со античка и со англиското име, ние остануваме со ова кое што е уставно име на крајот на денот. Значи, можно е да има... Не разбирав никогаш долго време. Терминологија е во кирилица и латиница, Македонија джак е значело и тоа ќе не бил. Не, видете се како да ви кажам. Кирилица или латиница, па преводот едно е, значи разликата е дали вие се викате Republic of Македонија и после има тука прашање дали ќе се чита вака, онака, ама тоа е глупо, затоа што на пример Сарајево или Скопје не се чита Скопје, со текот на време странците сите се навикнуваат дека тоа е Скопје. Или како се вика градот во Франција кај што имаше терористички напад на англиски. Ница ние го викаме, они и Нис, Најс би требало да го изговараме, они се научиле дека се вика Нис. Така што тоа не е нешто посебно проблем. Проблем е што еден од тие прелази на Нимис беше името целосно на англиски да биде Република Македонија. Што веќе не е Република Македонија, не е исто со Republic of Македонија. Има финеси за кои што може да се договара и преговара ако има волја оваа влада. Ако оваа влада стои на наши македонски позиции, тогаш не верувам дека Грција ќе ги промени нивните и тоа е тоа. Да, но нас ни треба национален консензус и мислам дека како би бил, како може да се постигне? Било дека премолчно со впишувањето и на СДС и на ВМРО дека ќе има референдум, како да постои некој договор меѓу двете партии, но никогаш не седнале заедно. Не се работи тука, не верувам дека се работи тука за договор, тука се работи едноставно за политичка прагма за внатрешни потреби, да едноставно се избегне така да кажам одговорност за самостојно превземање на евентуално одговорност од некој предлог кој би дошол, да кажеме, од меѓународната заедница, кој би можел условно да кажеме да биде добар, како што каже и Жидес. Тој нема да биде Република Македонија. Ама тоа е, не, еве како што кажа Жидес, Republic of Македонија. Да кажеме нешто такво. Дали сте за тоа? Ете, прашање некој е такво. Генерално сметам дека
националниот интерес и националната граница мора да биде врзана за идентитетот. И пак ќе кажам, тука и Десковски го кажа онаа што го погаѓа центарот на проблемот, тоа се идентитетски прашања. Во основа, нашето прашање со Грција е идентитетско како и со Бугарија. Значи, они го оспоруваат нашиот идентитет. И тука не се поставува прашање за античка Македонија, за средновековна Македонија, зашто ниедна од нациите и во регионот и во светот не е од средниот век и не се така толкувале нациите во средниот век и во антиката. На крајави да не зборуваме за антика сега што биле грците и како биле конституирани. Државите кои се настанати во 18 и 19 век и 20 век сушност имаат таква основа на создавање на држава нација или нација држава, кои денеска можеме сосема нормално да ги разликуваме. Ние сме сосема диференцирани од грците. Но, јас барем од моја гледна точка, тоа го гледам дека ти имаат сериозен проблем во признавањето на македонскиот елемент, словенскиот македонскиот, ако сакате тоа да им го дојаснуваме на нив, во Грција. За да успеат тоа да го направат, тие имаат менувано топоними, имаат менувано надписи во цркви, во православни цркви, кои ги употребува грчката архиепископија во моментов, се менувани надписите на иконите од црковнословенски во грчки и на фреските. Намерно се менувани. Зошто? Како ние дотидеме во Нагоричене, надписот средновековен кој е со грчко писмо на црковнословенски напишан, да го смениме и да го преправаме сега во црковнословенски да биде и со црковнословенско писмо. Значи, тоа се глупави моменти кои на нас ни личат многу глупаво, но во основа имаат прашање кај грците идентитетско. На тој начин ти го брише идентитетот и вика не, ти не си постоел тука, ти си нешто измислено. Ако говорите за национален консензус, како би изгледал тој? Па според мене за кои што постојано говориме како што имале грците. Според мене тој кој е нашата црвена линија, ние не преговараме за промена на името. Точка. Според, видите сега, ако одиме на крајната црвена линија, на крајната црвена. Ако ние сега сме во фаза на барање компромисно решение со грците, тоа е најголемата грешка во која тргна. Дозволете само да прашам. Ако во наредниот период се обидиме да воспоставиме црвени линии и национален консензус, ќе треба едни со други партиите СДС и ВМРО, вклучувајќи ги албанските и другите партии, сите заедно како граѓани на Република Македонија, да најдеме национален консензус. И ние ќе видиме во фаза на двоструко преговарање и внатре и надвор. Мислам дека малце ќе биде како би се извело тоа. Ние веќе го имаме тоа. Како мислите да се лидерите на партиите ние во пракса тоа го имаме. Албанците не се заинтересирани за таа приказна. Ма се заинтересирани за влез во НАТО и во ЕУ. Токму тоа. Јас тоа сакам следно да го кажам, они не покажуваат интерес за таа работа отворено. И покажуваат толеранција, вела. Си тераат работа они, вика тоа е проблем на македонците, но еве со платформата од Тирана сакаат да влезат нели во преговори, очигледно за да ја забрзаат приказката на некоја друга вода, за да може да си влезат во НАТО и во Европска унија, тоа што е нивен, условно кажано нивен, тоа е наш интерес. Јас не знам како грците постигнале внатрешен национален консензус, затоа прашам како би изгледал нашиот национален консензус. Пред се Грција колку и да е де факто хетерогена политички и пред меѓународната јавност е хомогена. Зошто? Зашто кај нив не се признаваат национални малцинства. И тоа не значи дека нивниот национален консензус некојаш не може да се тоа е многу јасно. Кај нив е граден на тој националниот консензус преку инструментите историја, преку политиките на минатите влади од 47-8 година, па и предходните, и за време на Метаксас и така натаму, преку црквата како институција. Значи, секоја држава така го гради. Едноставно го градела. Кај нас не е така изграден. Како би го изградиле, да прашам? И кај нас треба да има политички консензус за тоа. Како што би се согласил да кажеме, еве сега ќе го парафразирам тоа на еден друг начин, што го кажа Жидас, употребата на името да биде Републик of Македонија и тука градиме национален консензус, се фаќаме за таа приказна, тоа нас ни одговара и бараме национален консензус. Тоа е нашата црвена линија. И следната фаза би можела да биде
ако не успеваме да најдеме заеднички јазик со грците, да тоа се прифати, на кое ниво ќе се прифати пред се? Дали само во употреба со грците, дали во употреба на цел свет и како би влијаело врз идентитетското прашање, едноставно може да се каже до тука беше, идеме на декларација во Обединети нации па да видиме што понатаму. Пред да продолжиме. Не знам, само малку кратко. Една интересна работа, мислам. Дебатата сега со грчки колеги, професори, политолози е следнава. Македонија, сите влади, значи од Бранко Црвенковски до Груевски, сите влади, кога во меѓународни договори, билатерални договори, другата страна, заради позициите кои што ги имаме, например, во ОПСЕ, ваму или таму, инсистира да биде договорот под референцата, ние никош тоа не го прифаќаме, туку го подпишуваме со посебен анекс или како посебен додаток под Република Македонија. Таа позиција е фиксна. Ниедна влада, патриотска, непатриотска, како и да крсите, ниедна влада Македонија не бега од тоа. Сега прашањето се Не бега од референцата? Не бега од тоа дека анекс се подпишува, ние си го подпишуваме. Нашиот договор е Република Македонија. За нив таму си... Сега дебатата, и тука имаше и во јавноста, мислам, во Македонија се потегна и тоа прашање, што доколку Македонија своеволно се откаже од поднесување на апликацијата, во документите собствени се напише под референцата. Затоа што вие имате аргумент... Тоа е веќе друга позиција. Вие имате аргумент кога се аплицира во НАТО или се обидувате да дојдете до преговори, овие пишела Република Македонија, ние одбиваме како грчка страна. Што ако новата влада реши ова што до сега било консензус за сите влади, го трне на страна и поднесе документи под референцата? Грците, професори со кои што контактирам, се плашат дека тогаш Грција ќе биде под притисок. Зашто? Па ние, значи, и во Букуреш, кога ја дадовме таа апликација, нормално ја дадовме под Република Македонија. Сега би ја подале под бивша Југословенска Република Македонија. И Грција нема веќе аргумент да каже, ама не вие сега како сакате да влезете во НАТО под Република Македонија. аргументи да не се согласувам со тоа дека... Да, ама има разни коментари. Секогаш ќе имаат... Тоа ќе излезе Ама дека тогаш сами себе си се поништуваме сега. Да. Значи пак по втор пат 25 години подоцна СДСМ ќе изиграли улогата наместо за 2 месеци за векови сме си се прифатиле за тоа. На почеток на муабетот сме од темата, значи внатрешните прилики не секогаш кореспондираат со потребите во надворешната политика, која се води заради внатрешни безбедности. Ние сме Поентата ми беше во однос на прашањето на консензус. Ние сме сега со големи прашалници што ќе се случува со политиките на оваа влада. Да, ние не слушнавме нигде дебата и отвореност на оваа влада. Добро, не мора. Ама не мора. За некои работи мора, пред се зашто сами побараат тоа. Пред да продолжиме, знам што ќе говорите. Може на мала пауза за реклама, втора, па ќе продолжиме. Мора да живеете од нешто како телевизија. Така е. Еве во аргументи, Жида Даскаловски, Оливер Андонов, двајца универзитетски професори, разговараме за тешки прашања. Се во Македонија е тешко, веројатно, и внатрешната и надворешната политика. Дојдени сме во ситуација кога постојано треба да одлучуваме, да бираме дали без референдум, со референдум, влез во Обединети нации, влез во НАТО, влез во ЕУ, со референца, со промена на име, и се бреме кое што не само политичарите, туку и граѓаните го носат, бидејќи, како што видите вие, често се работи за идентитетски прашања. Барем така ни се пренесува. Ние не можеме да знаеме во детали што се преговара, бидејќи процесот на преговори е тајна уште од почетокот од кога почна. Ние не ги знаеме деталите уште од времето на првата плурална влада. Нешто што не сакам да го испуштам, а го споменавте вие, ми се чини во првиот дел од излагањето, кога говоревте за генералната оценка на новата влада во билатералните средби и Бугарија, споменавте. Тогаш рековте дека, ако се сеќавам, еден современ договор за добро соседство може да отвори некои процеси во кои што Бугарија ќе не поддржи на патот кон евроатлантските интеграции, бидејќи таа веројатно е важна земја што нема да имаме зад грб. Нели, тоа говори во прилог дека треба да се редефинираат приоритетите. Ова за што полемизираме, господин Андонов, што е приоритет за држување на уставното име, како со тоа да влеземе или членството во ЕУ и во НАТО, што е приоритет за граѓаните,
за сите граѓани на Македонија. Значи, јас сакам да се извинувам. Современ договор, мислите па Не, сакам само приоритетот да го кажам, па нека продолжи Жида со идејата за современ договор. Значи, кога зборуваме за приоритети, зборуваме за приоритетни национални интереси, сочувување на македонската нација и држава. И членство во ЕУ и НАТО. Тоа е второ. Значи, сега да не бидам дека сум анти-НАТО и анти-ЕУ разбран, сочувување на македонската нација и држава. И сега ќе ви објаснам зошто. Значи, на една конференција разговарав со некој... Тоа е поважно од било што друго, не? Да. Разговарав со некој професори, луѓе од Албанија и од Косово, кои зборуваа за нивните интереси и приоритети и многу јасно ја кажаа работата која на секој од нас треба да ни биде јасна, да ни биде исто така јасна. Меѓународните организации се создаваат, се укинуваат, се менуваат, престануваат да постојат и така натаму. Нацијата и постојањето е вечно. Така е. Кој нас ни гарантира дека НАТО и ЕУ ќе постојат за 500 години? Сега ќе звучам смешно, можеби пред македонската јавност, бидејќи ние како кратковечни смртни луѓе и 70-80 години кога поживееш на овој век, велиш многу е, доволно е, можеби уствари не е, можеби доволно, но е толку ограничено. Што ќе се случува за 500 години, од кај ја ќе знам? Ние како свесни луѓе треба да работиме за нацијата и во следните 1000 години, бидејќи сме се создавале како нација со векови, за да дојдеме на крај до државност и до држава која, зарем така лесно, ќе ја изгубиме после 26 години, 7 постоење. Од тој аспект и по 50, 60 или 100 години да престане интересот за постоење на ЕУ и НАТО, оттаму ќе излеземе со територија и нација со која сме влегле. Тоа е проблемот. Добро. Да. Еве за договорот. Во принцип се разбира дека наш првостепени ни се интересите за државата да се развива, економски да биде благосостојба, нацијата да опстане, нас како македонци. Сега тука треба да водиме сметка и за другите останати во земјата, значи и албанци, турци, роми и така натаму. Меѓутоа, таа општа благосостојба е приоритет број 1. Дали таа ќе оствариме преку влез во ЕУ и НАТО или преку други форми, за мене е второстепено. Во моментов тоа е демократскиот клуб, ЕУ, безбедносниот клуб е НАТО и сега ние тежнееме кон нив. Но и имаме национален консензус да одиме таму, не никој против тоа. Така што сега се може да се случи. И знаете дека некои земји излегуваат од ЕУ, ЕУ може да има различни региони, брзини и така натаму. Да не спекулираме. Во моментов не можеме да предвидиме што ќе се случи, но да не забораваме првиот и основен интерес на Македонија и на било која држава благосостојбата на сопствените граѓани. Таа како ќе се оствари е прашање на консензус на политичките елити и на граѓаните на крајот на денот. Оно што кажав за Бугарија, нас ни е многу битно да бидеме прагматични како што и всушност и Грција. Главната битка која водиме со Грција, тие секој аргумент против нас го користат. Користат внатрешните поделби. Користат таа така наречена криза што се случуваше од политички 2014-15. Користат ова што Бугарија се наметна сега како нова сила која што влијае на политиката за проширување во однос на Македонија. Бугарија во одреден период немаше преголеми амбиции тука да се меша, оставаше Грција, меѓутоа сега и тие со разни изјави на европарламентарци, па и со изјави на премиери и председатели се обидуваат да на некој начин влијаат идентитетски во однос на македонската историја, јазик и култура. Кога реков современ договор, сметам на тоа дека договор кој што ќе биде добар за нас, ќе биде договор кој што е на еднакви основи ќе ги стави интересите на Македонија и на Бугарија, ќе биде правен, без да шпекулира, без да навлегува во детали кои што се сврзани со историја, јазик, култури и така натаму. Затоа што тука ќе дојдеме до опречни мислења и судири со бугарската страна, кои што нема никогаш да ги разрешиме. Значи, договор кој што ќе ни отвори врати за економска соработка, за сообраќајно поврзување и така натаму, кој што на некој начин ќе ги стави на страна темите кои што се доста горливи, кои што нам не ни одговараат сега да ги
ставаме за решавање, бидејќи ќе отвориме уште еден дополнителен проблем во однос на евроинтеграциите, знаејќи дека и Бугарија има право на вето. Во таа насока мислам, че договорот да биде правен без да влегува во работи кои што не треба. Тоа ќе биде тешко стварливо, Жидес, бидејќи Бугарија има своји интереси и кога се вклучува во оваа приказка со Македонија, пред се тоа се и прагматично политички дневни или краткорочни интереси, бидејќи од 1 јануари Бугарија станува претседавач на Европската унија, така што во тие своји 6 месеци од мандатот треба пред Европската унија да покаже и некои резултати, нешто направиле и така натаму, а ако поаѓаме и од тој аспект дека политичарите во својот дел сакаат во животот да остават, односно во историјата да остават трага, веројатно и Борисов сака да си остави своја трага, дека во време на неговата влада нешто работел позитивно и така натаму по однос на така наречениот Западен Балкан, односно ете тој ќе придонесе и за бугарската историја и за бугарската држава, бидејќи мора да ги зачува и нивните интереси. Не, мислам тие се романтични многу работи. Не сакам да одам во насока дека сега претпоставувам, па не верувам дека бугарите имале искрена намера да помогнат на Македонија. Многу е битно да тој договор кој ние веќе 10 години, така да кажам, го крчкаме во приказката и чекор по чекор се договараше, еднаш го расчистиме, но да знаеме на што сме. Значи, опасните точки по прашање на македонскиот јазик, по прашање на македонската нација, мора да бидат кристално јасни за нас, бидејќи тоа се идентитетските прашања со кои не смеме да дозволиме само укинување. Прашањето околу заедничкото прославување на некои празници се исто така доста чувствителни. Например, прашањето за светите браќа Кирил и Методи за мене нема никаков проблем, лично за мене. Околу прашањето за Илинден има многу дискутабилности и историски и дневно-политички, бидејќи има многу други влијанија. Прашањето за, да кажеме, за Самуил не би го ставил на дневен ред каков царечија круна носел и како носел, тоа би го исклучило. Па баш затоа велам. Би го исклучило било каква приказка, нели? Но мислам дека нема Бугарија да иде на варијанта на современ договор од овој тип што вие го кажувате, камо среќа да тргне кон тој и да каже во рете македонската држава и нација во овој момент постојат и се реалност историска и фактичка, одиме кон воспоставување на добри односи. Дури не дојдовме ни во таква состојба да можеме во Бугарија да влегуваме, да кажеме, со лична карта. Значи, тие се работи кои што велам се непотребни од наша страна да се загатнуваат. Ние нема да се разбереме со бугарската историја. Таму се загатнуваат од таму. Ние мора да инсистираме на она што е битно во светот, економија, трговија, сообраќајници. Значи, ние мора да инсистираме на повеќе гранични премини, полесно да се врши проток на стоки. Бугарија сака нова работна сила, Македонија е плодно тло од каде што може да дојде таа работна сила. Договори меѓу високообразовани институции, размена на кадри, значи на такви, тоа сакав да кажам. Ние мора да инсистираме на такви работи. Ние, например, немаме автопат од Скопје до Софија, а Енеа Софија каде е на 250 километри, значи поблиску него Белград секако. 222, дури и помалку. Дури и помалку. Завршуваме. Само уште едно прашање, Жидос. Идејата за враќање на прашањето за споразумите во Обединетите нации. Често се говори во интелектуалните кругови, но политиката не го направи тој потек досега. Предпоставувам, некој од вас го сугерирал на некој од минативе влади на председатели и така натаму. Дали е тешка таа процедура, дали е само вака убаво звучи или има нешто што отежнува таа постапка? Како би изгледало? Како да ви кажам, ова не е прашање кое што е непознато за меѓународната академска јавност. Не е прашање кое што е непознато ни за ова, ни за минатата влада, ни за владата на Бранко. Значи, сите влади се запознаени, бараат одважност, бара храброст и бара дипломатска активност. Значи, на крајот на денот имате 130 земји, вие треба во даден момент во Генерално собрание да добиете мнозинство од присутните членки дека се согласни за промена на името. Единствено се поставува Жидос прашањето кое... А Советот за безбедност? Мислам дека нема улога тука Советот за безбедност. Но да, може некој да стави вето секако. Сигурно е. Но не, друго сакав да кажам нешто тука. Не знам што содржи делот, дали е се коректно објавено она што го знаеме од времената спогодба што се однесува до името.
на времената референца. Бидејќи никаде нема рок на трајање на времената референца, никаде нема да не постои некоја замка која не ја знаеме како тајна спогодба во која не смееме да преземеме таква мерка, па после Меѓународен суд на правда па да доживееме контраприказка од Грција. Инаку се согласувам со ова што го зборува Жидос, да, треба одважност, треба да се тргне помина деценија, но значи до сега требаше некој да го направи и да трае. Затоа и се плашам од тоа да не има нешто што не знаеме, што не ни е познато. Беше времето оди во наша полза. Ама не оди. Ама се веќе не оди, треба одважност. Или ќе го поттегнете тоа прашање таму каде што ви бил зададен првиот удар, или ќе направите национален консензус за тоа што ви е вам компромисот за кој што може да преговарате и одите со тој компромис и крај на приказна. Ние имавме идеја дека времето оди во наша полза бидејќи не призна повеќето држави во светот под уставното име. Сега не ни оди бидејќи интересите на големите на глобалните актери се судруваат на наша почва, тоа не кочи во преговорање. Тоа често се говори од некој. Ако не сакаме ќе да преговараме, ќе бидеме обвинети, ќе бидеме пак под притисок. И што? Не можам да ги не можам да ги предвидам последиците кои може да биде, а како држава сме доста ранливи во ќе оставиме некои од работите да објасниме, некои баш со љубовите. Сепак за некои работи малку тешко можеме да дадеме одговор. Што би било кога би било, нели? Добро, да почекаме нека дојде. Да не бидеме нели гатачи, па ќе видиме што 4 дена преговарачи, минати преговарачи кажале што ќе се случи ако ние кажеме крај на преговорите, рекли ништо. Апсолутно ништо. Значи до нас е иницијативата да ја поднесеме до Обединетите нации. Никој нас нема да не чека, никој нема да не моли. Некако прекин на преговорите, туку како декларација за името во државата и крај. Преговараме, одиме во Обединетите нации. Благодарам што бевте гости во покана. Почитувани гледачи, благодарам за вниманието, благодарам што ја следевте и оваа емисија на Аргументи. Но за старт, за да можем да одработам платата, читување на функцијата која немаш право да покажеш и тоа не можеш да го направиш. Имам. Добро, дайте само за вас. Дайте уште една минута реклами, а потоа да ќе завршиме. Ајде, нека остане. Па тоа прашате го знаев. Чека сега. Патот до пеколот е поплочен со добри намери. Прочистување на избирачкиот список, уште не ќе го чистиме. Значи, ако расчистивме, а не расчистивме очигледно, тоа ќе биде некаде околу 9 часот, значи за 2-3 минути. Во времето на Бранко Црвенковски. Немојте така. Онтолошки тие се тука. Најкратко кој е Таму, ама до пола книга се одбележали. Нема да читаме цел. Ама молам режија.